Документ полн со фалсификати и манипулации. Бугарите во Соединетите Американски држави не останаа рамнодушни на предложената резолуција до Сенатот со која македонците ќе ги слават македонскиот јазик, историја и култура. Како што пишува True.bg, најстарата бугарска организација во САД Пирин од Чикаго, заедно со други бугарски организации, продолжуваат да тераат кампања со протестни писма против резолуцијата. Според медиумот, токму по интервенција на бугарите зад океанот и нивните организации, лани двата дома на Конгресот отфрлиле слични документи со цел да го искористат Конгресот на САД како алатка за препишување на историјата и за легитимирање на тврдењето дека македонскиот етникум и јазик постоеле пред 1944 година. Титовците од обединетата македонска дијаспора повторно се обидуваат да ја украдат историјата на македонските бугари во САД, иако во нивниот претходен обид во 2022 година ги изедоа шамарите. Републиканскиот сенатор Мајк Брони ја представи резолуцијата според која септември би се прогласил за месец на македонско-американско наследство, при што би се славеле јазикот, историјата и културата на македонските американци. Председателот на Обединетата македонска дијаспора Методија Коловски за Алфа потенцираше дека целта на резолуцијата е да се истакнат бројните придонеси на македонските американци во САД од различни области, почнувајќи од културата и уметноста до политика, бизнис, медицина, наука и спорт. Да побараме председателот на САД да го признае септември како месец за македонско-американско наследство и улогата што македонската заедница во САД има изиграно во во унапредувањето на САД во последниве 150 години од како почна македонците да се селат на поголема бројка. Моментално претпоставуваме дека има околу пола милион американци со македонско потекло, што има многу направено во социоекономскиот живот во САД. Резолуцијата, која е по иницијатива на Обединетата македонска дијаспора, треба да биде одобрена од Сенатскиот комитет за правосудство, за потоа да ја гласа целиот Сенат.